Стотици верници и оваа година се собраа на големиот народен собор во манастирот Добра вода за да го прослават празникот Источен петок Балаклија. Сончевото време и разубавената природа заедно со народните ора и песни создадоа величествен празничен амбиент во кој сите уживаа. Патот не е потребен не само за славата што имаме верници, исто на као овај манастир е многу развит како туристи доаѓаат се на викенд на со, затоа највише го тражат пат. А исто така имаме и кујната не е више при крај оваа не е, ни треба една кујна се нова убава, по-добро се време кујна. И се надеваме ние дека ќе за кратко време, за неколку години ќе ја направиме кујната. Исто така ќе ни помогне градоначалник, ни многу помагал и пак ќе ни помогне и се надеваме дека ќе направиме се време. Мене ми е задоволство денеска што сум на оваа слава, верска слава, Балаклија, Света Богородица Балаклија, и што сум меѓу добри луѓе, меѓу добри домаќини, кои што покажа како треба да се волонтира, односно како треба да се служи на црквата и како треба да се служи на народот. Сето ова што е направено овде во последните 15 на 20 години направено благодарение на човечките раце, на домаќините, на црковниот одбор и на донаторите кои што донираат доста овде. Еве, после Воскресението Христово, после Велик ден, петокот наречен Источен петок Балаклија, всушност е посветен и на Пресветата Богородица. Настанот е сврзан за едно чудно исцелување на еден слепороден, кој што се случил во предградието на Ерусалим, каде што всушност и таму е откриен и оној чудотворниот извор. Вредните организатори на соборот подготвија манастирски ручек за сите верници за здравје и среќа. Покрај тоа верниците во редови чекаа да се напијат и замијат од лековитата манастирска вода.